Версус со Горан Лалов. Версус на Канал 8. Во оваа атмосфера на нагагање дали ќе има предвремени парламентарни избори, дали ќе се одржат заедно со претседателските избори во март, има една константа, а тоа е дека лидерот на достоинство Стојанче Ангелов ќе се кандидира ни помалку ни повеќе туку за татко на нацијата. Непосредно пред оваа одлука, неговата партија Достоинство се отцепи од Сојузот на иднината. Поради идеолошки причини или нешто друго, образложуваме вечерва во Версус. Генерал Ангелов, добре дојдовте. Добро ве најдов. Реков поради идеолошки причини, тоа вие самите го рековте, но постои уште една друга предпоставка, а тоа е дека сте согледале дека најголемата опозицијска партија нема да ве кандидира за претседател. Кои се вистинските причини за напуштањето на Сојузот за иднината? Ние во ниту еден момент во Сојузот за иднината немаме разговарано јас да бидам кандидат на Сојузот за иднината, бидејќи воопшто не ни одговорам на профил на кандидат на СДСМ. Јас во поглед на идеолошките разлики во повеќе наврати повторував, дури и кога го формиравме Сојузот на иднината и јасно и останатите лидери на помалите партии, дека помеѓу нас има големи идеолошки и концепцијски разлики во начинот на действување, но дека правиме една широка опозицијска коалиција за да ја срушиме оваа влада, оваа власт. Ние во тоа не успеавме, целта не ја постигнавме, напротив претрпевме еден тежок пораз. Се поставуваше прашањето веднаш после локалните избори дали е потребно да опстои коалицијата која што убедливо ги изгуби изборите. Ние сите заедно на едно место освоивме помалку од 115.000 гласови отколку поединечно што освоивме на парламентарните избори. И тоа беше првата причина која што нас не натера да размислуваме. Од друга страна, идеолошките разлики исто така беа големи и јас уште во јуни најавив дека во Достоинство сериозно се размислува, правиме анализи и ја разгледуваме можноста да излеземе од Сојузот на иднината и понатаму да продолжиме самостојно. Но идеолошките причини не беа доволни да не се осојузите. Не беа пречка. Јас ви кажав дека кога го формиравме Сојузот на иднината, ние ги тргнавме на страна сите идеолошки разлики. Значи, Сојузот на иднината беше една ширенолика коалиција во која што, например, ставот на Достоинство за името беше константен, дека ние сметаме да се прекинат преговорите со Грција. Од друга страна, ние како Достоинство имавме различен став и кон Скопје 2014. Ние во глобала го оправдуваме тој проект, иако таму има многу матни работи, но проектот е убав, прекрасен. Ние, например, сме горди на споменикот на Александар Македонски и додека бевме дел од Сојузот на иднината, јас во сите мои гостувања ги кажував вакви или слични изјави и за делот на бранителите. Кога ние влеговме во Сојузот на иднината со претседателот на СДСМ тогашен Бранко Црвенковски, ние договоривме доколку има парламентарни избори, СДСМ формира влада во која што Достоинство би учествувало како коалиционен партнер. Првата и основна работа која што ќе ја побараме и која што треба да ни биде ветена, дека сигурно ќе се направи, беше решение на проблемите и одредени барања за бранителите, веднаш потоа и за професионалните војници, решение на статусот на професионалните војници, како и предност при вработување на дипломираните криминалисти. И ова наше барање од страна на Црвенковски беше испочитувано, односно од страна на СДСМ. Ние имавме едни подолги преговори за кои што многу малку се знае во јавноста. Ние не влеговме туку така во таа широка коалиција, преговаравме, можам да кажам, неколку месеци. Некои од нашите барања не ги прифатија, некои прифатија. Јас по тоа знам дека и кога преговаравме, тие беа сериозни, бидејќи ако Бланкови ги прифаќаат сите барања, тогаш знаете дека нешто не е во ред, дека на крај нема ништо тоа да биде. Но после локалните избори и со промената на претседателот на СДСМ доаѓа до одредена промена на курсот на СДСМ. СДСМ како неголема опозицијска партија во секој момент може да го смени начинот на кој што действува. Новиот претседател Само поради смената на кормилото или поради нешто друго? Па не, јас зборам за курсот на СДСМ. Можеби ако станеше претходниот претседател, можеби тој ќе го сменеше курсот, иако во тоа не верувам. Но изјавите на новиот лидер на СДСМ е дека тој го стивна, да кажам, национализмот или патриотизмот во СДСМ. Тој изјави дека СДСМ било погрешно тоа што дала поддршка на законот за бранителите, дека е погрешна коалицијата на СДСМ и ВМРО ДПМН во Струга и Кичево и дека ветераните на УЧК треба да добијат права со закон за бранители
што е спротивно на се она за кое што ние како достоинство се залагаме. Ние дури покренавме една референдумска иницијатива со 4 референдумски прашања, која што за жал денес е заглавена во Уставниот суд, каде што безмалку сите овие работи се содржани во нашите прашања. Не сакам да прекинам околу ова долго образложување за причините. Кои беа вашите лични амбиции кога стапивте во сојуз со најголемата опозицијска партија и останатите партии од опозицијскиот блок? Немав лични амбиции. Ние единствено нешто кое што го баравме од Сојузот на иднината како широка коалиција беше решавање на проблемите на бранителите и одредени права. Бевме свесни дека како помала партија тешко ќе биде да сериозно да учествуваме во креирање на покрупните државни прашања и моравме да се задоволиме барем со овие неколку работи кои што ги набројав. Сакате да кажете дека Бранко Црвенковски се заложи за исполнување на вашите барања тоа? Јас сум убеден дека доколку ние како тогашен Сојуз за иднината, како широка коалиција опозицијска формиравме влада, дека овие работи ќе беа веднаш решени, бидејќи во Holiday Inn, кога ние ја подпишавме влегувањето на така наречената Пелистер коалиција, на нашата четворна коалиција, составена од ЛДП, ВМРО, Народно достоинство, Обединети за Македонија, јас тогаш и во мојот говор пред делегатите кажав што ние имаме договорено во присуство и на Бранко Црвенковски, на Љупшо Ѓорѓевски, на Андри Жерновски и на членови на претседателството на Обединети за Македонија, нешто со кое што сите гарантираа со својот авторитет доколку формираме влада, веднаш дека ќе биде реализирано. Јас верував и се уште верувам дека доколку се формираше влада, овие работи најпосле ќе беа решени. Доколку велите дека не можете да му верувате секе, се обидам да парафразирам, што ветува Бранко Црвенковски, зошто тогаш слепо верувате на ова што како нов курс на политиката на СДСМ го гледате во новиот лидер Зоран Заев? Не се работи за некому јас да верувам или не. Значи, ние во достоинство имаме референдумска иницијатива со 4 референдумски прашања. Првото референдумско прашање е дали сте за или против Законот за територијална организација, кој што се однесува токму на Струга, Охрид, па и Гостивар, Тетово и сите останати македонски градови и села, кои што се загрозени со голем албанскиот екстремизам. Второто прашање се однесува на амнестијата, односно на автентичното толкување на Законот за амнестија, со кој што беа амнестирани злосторниците офатени со хашките случаеви. Третото прашање референдумско се однесуваше на можноста припадници на УЧК да вршат јавни функции во Македонија, како што е случајот со Талат Джафери и останатите функционери кои што се градоначалници, директори на пошта и така натака. Четвртото прашање се однесува токму на ветераните од УЧК да не можат со закон да добијат било какви права во нашата држава. Значи, ние зборуваме безмалку за основите врз кои што почива достоинство. Ајде да речеме дека причините за раздружувањето се принципијални. Од која позиција на моќ мислите дека можете да делувате во остварување на овие цели? Сега самостојно. Во овој момент ние работиме на доекипирање на нашите општински ограноци, на општинските комитети. Ние се подготвуваме за наредните избори, кои што по редот на нештата би биле претседателски, но истовремено се подготвуваме и за евентуални вонредни парламентарни избори заедно со претседателските. Ние ќе дадеме се што е во наша моќ, партијата да ја зацврснеме и ќе се бориме да освоиме што повеќе пратеници на парламентарните избори, односно ќе се бориме, ќе учествуваме во претседателската трка. Ние ќе направиме се што е во наша моќ, од оние анализи кои што сега ги правиме. Ние порачавме една анкета од која што ги имаме резултатите и една е во текст, за неколку дена ќе добиеме нови резултати. Ние имаме право да бидеме оптимисти и ние очекуваме поголем наш успех. И наша цел не е, ние не мислиме дека... Што е за вас поголем успех од оној со Сојузот за едината? Значи, ние не веруваме дека, невозможно е достоинство да формира влада, но возможно е достоинство да освои неколку пратеника. Возможно е достоинство... Зошто тогаш не бевте пратеник во овој состав на собранието? Бидејќи во 2011 година достоинство се формира 2 дена пред последниот рок за пријавување за учество на парламентарни избори, многумина граѓани не ни знаеја дека формиравме политичка партија. Денес можам да кажам дека ова достоинство денес и достоинство 2011 година е огромна разлика, бидејќи нашиот рейтинг како партија, но и нашата екипираност како партија е сега драстично поголема и сме многу посилни како партија. И наша цел е ние да влеземе во собрание. Формално правно беше невозможно тогаш да се најдете на кандидатска листа за пратеници во некои од изборните единици. За 2011. Јас бев носител во тројката, ние освоивме само
2000 неколку стотина гласови во тројката. Пак ќе повторам, многу луѓе не ни знаеја дека ние формиравме политичка партија, бидејќи буквално 2 дена пред последниот рок ние ја формиравме, бидејќи јас имав отпор да формираме партија, иако поголем дел од раководството инсистираше на таа идеја, бидејќи мојот влог беше и некако најголем, јас можам слободно да кажам дека на сила влегов во политика. Никогаш во животот не сум мислел дека ќе станам политичар и дека ќе се занимавам со политика. Јас работев во специјални единици и бев среќен затоа што сум специјалец. Не ми требаше ништо друго. Се борев за државата, си ја сакам државата, но неправдите кои што ни се случуваат во континуитет од 2002 година до денес едноставно ме втурнаа најпрво да формираме здружение и потоа постепено да сватиме дека како здружение на граѓани ние не можеме сериозно да направиме ништо, бидејќи доаѓа онаа народната кучињата лаат, караванот врви. Додека како политичка партија работата е сосем друга. Ние преку постигнате ли нешто како политичка партија со действувањето до сега? Многу. Значи до денес прво ќе почнам како здружение, ние успеавме да ја принудиме владата да ги повлече тужбите против војните инвалиди, семејствата на загинати, кои што со законска затезна камата требаше да ги вратат парите земени како оштета. И тоа е една огромна наша заслуга. Воспротивно, ќе имавме абсурд кога војни инвалиди ќе враќаа пари со камата и семејства на загинати. Понатаму, како го спречите тоа? Со силни притисоци, со протести и со сите оние легитимни активности кои што ги преземавме во тој период, би одземало многу време кога би ги набројувал. Понатака, например, еден од посрежните моменти е, ние го принудивме председателот на државата Ѓорги Иванов да ги одликува загинатите бранители и од полиција и од армија. Ние уште во 2008 покренавме иницијатива за одликување на загинатите, на која што тогашниот председател остана глув, но откако дојде Ѓорги, ние очекувавме ВМРО-вски председател, нели, кој што се прикажа како патриот, и сметавме дека овој председател ќе одликува барем еден бранител од 2001 година. Зарем во 2001 година ниту еден бранител не направи некое храбро јуначко дело достојно за одликување. За жал тој тоа до денес не го направи и на наредните избори ќе ја плати цената за тоа, политичката цена зборува. Но успеавме да го принудиме да ги одликува загинатите и од полиција и од армија постхумно. Значи тоа е наша иницијатива која што ние неколку пати ја покренувавме до него. Во меѓувреме ќе кажам некои други ситни работи. Ние сме помогнале на стотици бранители на овие на лична помош, од правна помош, медицинска помош. Ако ние не се појавивме како достоинство, граѓаните на Македонија денес немаше ни да знаат дека во 2001 година имало конфликт. Ние сме тие кои што зборуваме за конфликтот од 2001 година. И една од нашите најголеми заслуги, барем јас така ја доживувам, е нашата борба против албанскиот екстремизам, бидејќи албанскиот екстремизам не заврши со 2001 година. Во 2001 година дека сте сами во таа борба? Не, јас сум заедно со моите пријатели и другари од достоинство, не како сум политички субјект, вела. За жал, како политички субјект, слободно можам да кажам дека сме сами. За жал. И тоа е штета и тоа е срамота за државата, бидејќи во оваа држава треба да се каже што е она национално. Кога ние гледаме дека државата секојдневно е нападната со тој голем албански екстремизам, и ние мораме да направиме една стратегија, една платформа. Национална ли е борбата против албанскиот екстремизам, нели тоа не е во духот на рамковниот договор кој што вие како таков не го признавате? Не, или го сметате за штетен? Да, но ние го признаваме рамковниот договор. Тој е штетен, но за жал тој постои. Се работи за ние токму се повикуваме на рамковниот договор и на меѓуетничкиот соживот. Ние во име на при тоа водите сметка за националниот интерес. Да, значи токму врз основ на Охридскиот договор и меѓуетничкиот соживот ние бараме ветераните од ДУЧК да не можат да бидат министри пратеници, бидејќи тоа ја иритира македонската страна. Ние бараме младите албанци да не ги кршат христијанските гробишта. Која одредба од договорот се повикувате? На оние општи одредби во, нели, знаете кога албанците цело време се повикуваат на Охридскиот договор, зарем тие тогаш кажуваат на која одредба или на кој член? Да, тоа има возможува да се кандидираат за министри, како што велите. Вака, јас ќе се повикам овде на законот за лустрација. Не знам колку сте запознати, оние кои што биле кодоши, тоа е пограден збор кој што не сакам да го користам, со работници на тајните служби не смеа да станат ниту советници, ниту пратеници, ниту градоначалници. И сега замислете, Ѓунер Исмаил, кој што е соработник, затоа што ги кодошел во наводници албанските екстремисти во тој период. Ѓунер Исмаил не смее да стане советник во општина. Потоа
Владимир Милчин од Сорос фондацијата не смее да стане советник бидејќи тој е лустриран, бил соработник. А од друга страна, командант на УЧК смее да биде градоначалник, командант на УЧК смее да биде пратеник. Каде гледате ви овде? Не бил лустриран. Па ние истото го бараме, наместо лустрација ќе се употреби друг термин, да не биде дозволено на припадниците на УЧК да вршат јавни функции. Со законски забрани и ограничувања? Не, значи ние бараме на референдум сите граѓани на Македонија, без разлика на верска и етничка припадност, да се изјаснат дали сте за или против припадници на УЧК да вршат јавни функции во Македонија. Ние имаме став дека тоа не смее да се дозволи, но еве ние нашиот став си го застапуваме и бараме сите граѓани на Македонија да се изјаснат. Ние порачавме една анкета од агенцијата Рейтинг и ја можам да ви кажам вака наедноставно околу 90% од македонците се сите против сите овие работи. Значи се размислуваат исто како што размислуваме ние. За жалка албанците се не е спорно како изводливо е прашањето. Како изводливо? Се соберат 150.000 подписи, потоа се организира референдум на кој што и вие ќе можете да гласате. Ако на референдумот се донесе одлука дека ова и ова не може, тоа станува правна норма во Македонија. Да, а правната норма ќе не може да стане таква затоа што нема да биде во согласност со ова нема врска со рамковниот договор. Нема врска. Ние зборувам, значи законот на пример за јавни функции на УЧК, потоа ќе треба да се донесе посебен закон, како што имаме закон за исполнување на дополнителен услов за вршење на јавна функција. Законот за лустрација не постои закон. Тоа тако рекол дали ќе дадете со предложување на нови законски решенија. Воред, иако го знам одговорот, ќе прашам, се одолжи ли државата кон своите бранители во 2001-та и како можеше тоа да го стори? Апсолутно не. Греф она што се случува. Ние во многу наврати кога зборуваме за нас, за македонските бранители, многу од луѓето мислат дека ние бараме пари, дека бараме пензии. Ние не бараме пари. Ние едно од основните барања е едно благодарам од државата. Да ми дадат едно парче хартија на кое што јас ќе бидам горд и утре ќе го покажам на моите деца и на моите внуци, ако дочекам да имам внуци. Значи, тоа се, еве ќе кажам одликувањата. Председателот што го чини? Ние бевме подготвени ние да ги платиме ако немат пари бидејќи државата била во криза, ние да ги платиме одликувањата. Значи, ти си се борел за државата, си направил одредено храбро дело, едно одликување како чин. Понатаму баравме бесплатно лекување. Значи, дел од луѓето беа ранети, некои беа повредени, но еден добар дел од оние кои што останаа неповредени, имат тешки последици, психосоматски. Ние бараме да не плаќат на доктор кој ќе се лекуваат. Баравме предвремено пензионирање 5 години. Луѓето имат, зборувам посебно оние кои што беа на првата борбена линија, на вистина сериозни последици кои што го нагризуваат организмот. Дајте им можност да се одидат 5 години се извинувам порано, па дали тие ќе искористат таа можност или не е друга работа. Воопшто нашите барања кои што се содржаа во законот за бранители предложено достоинство не ја чинеа државата пари. Генерално вака не чинеа пари, бидејќи ако некој се лекува во јавното здравство, тој не зема пари, ама па не плаќа. Значи сепак друго е кога државата треба да даде кеш пари, готови пари на некој од бранителите. Будно ги следите сите случувања во земјата, остро реагиравте и за акцијата Шпиун, сметате дека тоа новосење страв меѓу граѓаните, во истата спомена беше уапсен и генералот Горан Стојков. Кој е вашиот став? Ние во јавноста, јас за таа афера не одржав пресконференција, но проблемот е тоа што во Македонија правосудството е доведено под големо сомнение. Ние посебно сме загрижени околу злоупотребата на мерката притвор, бидејќи дел од овие лица на вистина нема каде да побегнат. И генерално денес е тешко да се побегне. Кој каде ќе отиде? Особено дело до обсените, како што е Ване Цветанов, тој немаше пари до центар, доаѓаше со автобус од Ѓорче Петров живееше. Значи човекот немаше пари да дојде до плошад кафе да се напие и сега тој ќе побегнел од државата, но сепак во тоа не би навлегувал, би почекал судот да донесе пресуда, но сепак треба да се почитува начелото на презумпција на невиност. Никој не е виновен се додека со правосудна судска пресуда тоа не биде потврдено. А кај нас, кога луѓето ги апсат и пуштат специјалци, значи нашата реакција беше кон начинот на апсење. Ако некој го спомнав Ване Цветанов, му пратеше покана на Ване, дојде утре во 9 во полиција, каде ќе одеше Ване? Ќе бегаше во шума, ќе тражеше ловечка пушка и ќе се одметнеше во шума, ќе идеше во 9 саат. А замислете, вие пуштат дома специјалци, со тоа што јас сум работел во специјална полиција 7 години и јас сум правил такви апсења, не сум
тоа ми било дел од работата, но ние тогаш апсевме навистина луѓе кои што навистина беа опасни. Кога вие праќате специјалец, неговиот ментален склоп, тој е така истрениран да очекува од другата страна опасност. Вие знаете какво е влегување на специјалци во куќа. Ја кршат вратата и почнуваат да урлат, да се дерат, стои полиција, рацете горе, намерно се создава една врева за да се дефокусира потенцијалниот непријател, да се парализира неговото действување. Ако ви кажам дека обично околу 5 наутро се влегува кога сонот е најцврс, да претпоставиме дека безмалку сите уапсени имат жени, имат деца, некои имат живеат со родители болни. Замислете кои трауми се за семејството. Значи начинот, ако сметате вие дека тој извршил кривично дело, пратете му покана или пратете му 20 инспектори во цивилка ќе го фатат за рака, ќе го доведат зарем. Горан Стојков ќе се тепаше со инспекторите кои што би дошле да го апсат и понатака нека си тече процедурата. Значи јас сум генерално не навлегувам во тоа дали тие се виновни, да почекаме судот ќе покаже. Судството кај нас е критикувано, не, еве јас се обидувам да верувам дека судиите во глобала, мнозинството судии се честни и носат праведни одлуки. Ајде кратко ќе се задржам на МВР, работевте во специјалната полиција, колку ви е познато, каков е пристапот до тие класифицирани документи, колку вие од таа позиција може да имате контакт со нив, или да речеме генералот Стојков во случајов? Не, овде тој е осомничен за сосем друга работа, дека со друг тип на податоци манипулирал. Мислам дека конкретно генералот во контекст на Стојков прашањето, да. Осомничен дека повеќе за насилство, за изнуда, за во секој случај не за издавање на државна тајна како што Добро, мислам дека не сакам да навлегувам во обвинението, но таму се работи за нешто сосем друго. Не би сакал за тоа да зборувам, некои работи кои што ги знам, не би сакал да зборувам, ќе почекаме во порано или подоцно обвинителството мора да излезе во јавност, сами и не мора, нели донесува одлука да се суди за затворени врати бидејќи се работи за Добро, конкретно да ми одговорите кој се има пристап до тие класифицирани документи? Исклучиво луѓе кои што имаат соодветен сертификат. Значи во Република Македонија постојат такви неколку нивоа и на тајност, каде што имаме и строго доверливо, кој што или државна тајна највисок степен на тајност, и во зависност од тоа каков сертификат имате до тој степен на тајност доаѓате. Например, во службата државна безбедност, ако напишете едно име на компјутер, тој кој што има помал степен на сертификат ќе дојде до помалку податоци, тој кој што го има на високиот ги гледа сите податоци кои што се доставени. Како можеле тогаш овие осомничени да дојдат во контакт со така? Па не знам, целата работа мене не би сакал да коментирам. Ајде да оставиме судот. Ќе се вратиме пак на бранителите. Уште од почеток не бевте на иста линија со генералот Стојков. Зошто кога се во прашање бранителите и нивниот интерес? Не се работи дека ние не сме били на иста линија. Горан Стојков воопшто не учествуваше во борбата за права на бранителите. Никогаш. Ова категорично го тврдам. Да. Горан Стојков стана славен благодарение на тоа што беше во затвор за раштански лозија. Инаку него никој не го знаеше. И тој воопшто е познат само заради раштански лозија. Тој не бил председател на здружение, тој не се борел, не бил член на достоинство. Иако во неговите изјави на еден највулгарен начин тој лажеше и јас против него покренав приватна тужба и ние сме на суд и без разлика, иако тој е во притвор, јас нема да се откажам. Единствено нема да барам никаква материјална оштета, ќе барам само извинување и тоа што тој е сега во притвор нема да ме спречи до крај да го туркам процесот, затоа што тој лажеше дека бил член на раководството на достоинство и една низа други невистини во 2011 година со кои што ни нанесе штета. Но реалната штета Горан Стојков не ја направи со неговиот авторитет врз бранителите, бидејќи тој реално и немаше некој влијание врз бранителите. И тој реално не учествувал во војната. Или можеби многу малку, туку проблемот е што наликува на мене и ВМРО ДПМН тоа малку го злоупотреби. Јас имам штипски акцент, тој има струмички, јас сум инаку по потекло од Штип и за ова имам право да бидам луд, бидејќи тој кога траеше судскиот процес за раштански лозија, јас меѓу другото бев сведок и на неговата одбрана, но тоа е само еден од спиновите на ВМРО ДПМН, еден од начините Горан Стојков и неколку други потоа со кои што ВМРО ДПМН се обидуваше мене да ме неутрализира. Пак ќе вратам на почеток, зошто со него немавте воопшто заеднички точки, како што предпоставувам дека сте имале со Јохан Тарчуловски после неговото враќање од ХАК. Јас со Горан Стојков на пријателски разговор. Ден денес сум во пријателски односи. Сега нека не ви е чудно ова,
Значи ние седеме, пиеме кафе и разговараме. Ние имаме за една работа недоразбирање. Тој дозволи од ВМРО ДПМН да биде злоупотребен за изборите. Но јас и до ден денес со него, односно Тоа го до пред да сугерирам, заврши. дали Значи ние не сме скарани, мислам не сме Дали ние деца. Сепак причините тој беа беше политички? командант на лавовите, формира една цела единица, си има одредени заслуги од друг тип и јас го почитувам него како бранител. Значи тоа е една работа, но неговото мене најмногу ме болеше тоа што тој мене ме обвини дека јас ги злоупотребувам војните инвалиди, семејствата на загинати, она теза која што прва ја пласираше министерката Јанкуловска, заборавајќи при тоа дека јас немам 1/3 од десниот бел дроб. Во борбата во Рачиново јас бев тешко ранет. Мене ме врати од мртвите. Ретко кој веруваше дека ќе останам жив. На некои медиуми ме кажаа дека сум мртов. Значи немам 1/3 од десниот бел дроб. Ребрата од десната страна ми се врзани со жица, кој што е до ден денес во мене. Имам повеќе од 50 штрапнили од кошулица на куршум во мојата десна страна. Сега додека зборувам со вас, ја имам во мене 100 грама метал. Во овој момент. И некој да каже дека јас ги злоупотребувам бранителите, затоа што јас се обидував да ја принудам владата да ги повлече тужбите за луѓето да не ги враќаат со камата земените пари, и тоа е навистина Дали апсурд. тоа по автоматизам значи дека Стојков или ВМРО ДПМН ги злоупотреби бранителите? Па не би рекол дека ги злоупотреби, но тие не се погрижија за нив, односно беа свесни дека прават штета, бидејќи кога вие ги земате парите со камата од семејствата чии што синови загинале во Вејце, кои што биле запалени, ќумур. Ја бев на местото на Вејце кога наредниот ден по извикувањето на лешевите, оние слики кои што вие може да ги видите за Вејце од запалените возила, ја бев на лице место додека ги слика, јас го обезбедував лице местото како командант во посебната полициска единица. И сум емотивен за овие работи, бидејќи сум бил учесник непосреден и некој да бара од тие кутри изгорени луѓе кои што за себе оставија деца, сопруги и родители, некој да бара од нив да ги враќаат парите со камата. Јас само ги штитев луѓето и на крај успеа во намерата моја и на достоинство да ги заштитиме овие кутри луѓе. Во какви односи се со Јохан Тарчуловски се видовте после неговото браќање? Во коректни, исто како со Горан Стојков. Ништо посебно. Јас реално Јохан јас не го знаев пред да го затворат. Значи не го познавав бидејќи тој бил бодигард исто како и Горан Стојков кај претседателот. Они двајцата биле бодигарди кај претседателот Борис Трајковски. Мене Јохан Тарчуловски ама баш ништо не ми значел, исто како и на вас. Кога вие слушнавте за Јохан Тарчуловски? Кој од македонската јавност слушнал за Јохан Тарчуловски или за Горан Стојков пред да бидат затворени? Но по нивното затварање, јас слушнав со тоа што, например, комуникацијата со Тарчуловски ми е многу коректна, човекот навистина имаме взаемно почитување и ние си имам видено повеќе пати, не еднаш, сепак беше затвор за Македонија, тоа не е мала работа. Дали бил виновен, дали не, ние сметаме дека Хашкиот суд беше премногу сполитизиран. Тој го осуди еден од двајцата обвинети македонци, а ги ослободи зверовите кои што се изживува врз цивили македонци. Затоа и пресудата врз Јохан ние не можеме да доживееме како праведна, бидејќи луѓе кои што направиле пострашни дела се на слобода. Кој е неговиот став за прашањето за бранителите? Ќе го викнете во емисија, се надевам дека ќе прифати да дојде и ќе ви го каже. Да. До сега не сум слушнал ниту една негова изјава откако излезе од затвор. Со Љубе Бошковски во какви односи сте? Во добри односи, но тој е во затвор веќе долго време. Искрено ми е жал поради она што му се случува. Ние можеме да му најдеме многу забелешки на неговиот однос, на неговиот начин на делување, но сметам дека ова е премногу сурово што му се случува на Љубе. И тој беше 4 години затвор за Македонија. Кои се причините поради кои вие бевте надвор од Македонија? Тоа беше периодот после апсењето на Бошковски после изборите. Екзистенцијални. После изборите останав без пари. Немав пари да купам леко на моите деца и тоа го кажувам најнормално, не се срамам од тоа. Јас немам друга професија освен оружјето. Имаше една група на израелци кои што дојдоа во Македонија, бараа луѓе за обезбедување на бродови, ни правеа одредена обука овде и повеќе би рекол одредени проверки од областа на тие воени вештини. Заминав за пари, да работам за пари, работев неколку месеци, можам да кажам дека заработив една солидна сума која што ми овозможи понатаму непречено да действувам и јас и достоинство. Што работевте ако не е индискретно? Обезбедување на бродови од пиратски напади. Во тој дел, во пределот околу Сомалија, Танзанија, Кенија, и воопшто длабоко во Индискиот океан имаме пирати. Тоа се работи за два типа на напаѓачи. Едните се пирати од Сомалија, кои што ги напаѓат бродовите за пари, и другите се
она терористичка група Ал-Шабаб, кој што сега е водач од пред неколку дена беше неутрализиран од страна на американците, но тоа е една сериозна, кој што во Кенија пред 10-15 дена изврши масакар во трговскиот центар. Значи таа исто сериозна терористичка група која што исто така ги напаѓа бродовите. Значи ние не ловевме пирати, туку обезбедувавме бродови од пиратски напади. Сте аплицирали ли за работно место во Македонија досега? По излегувањето од МВР апсолутно не. Нити имам намера тоа да го направам. Сметате дека ќе бидете одбиени? Не, јас не сакам да работам во Македонија. Значи, јас сега имам една света должност, света мисија. Јас сакам оваа борба на достоинство да завршам до крај. Значи, ние во достоинство сме еден многу јак, силен, цврст тим. Јас сум само председател, иако јавноста ме гледа мене, и знаете, во јавноста се појавува една искривена перцепција, но јас себе се доживувам за некои работи повеќе како гласноговорник, бидејќи ставовите на достоинство не се само мои ставови. Ние расправаме со часови, со денови, па и со артикулирате ставовите на апсолутно. делот. И доколку дојде, јас се борам овде како лидер на македонските брнители, неформален и како председател на достоинство, да направам нешто и за македонските брнители, но и за државата воопшто. Платформата на достоинство е проширена. Она што се случува на Македонија последните неколку години е катастрофална работа од делот на велик албанскиот екстремизам. Значи ние, кога би јас бирал меѓу правата на брнителите и ова што се случува со Македонија, па јас би рекол, оставете ги нашите права, дајте прво да ја спасиме државата, од кого ние после ќе бараме право ако изгубиме државата, а на вистина Северозападна Македонија е во сериозна опасност. Тоа сакав да поставам некои ваши тези па да ги објасниме. Велите дека Струга за жал повеќе не е македонска, а истото се случува и со Кичево и со Тетово, прилог като оди на истакнувањето и на македонските знамени, тоа за неголемиот национален празник Илинден. Што мислите дека ќе се случува? Колку брзо? Тивка федерализација. Да. За жал, нема можноста да имаме нова војна, е многу мала. За жал, тие сега ќе отцепат територијата без војна. И тие не мора формално да отцепат. Замислете ситуација, ако утре кога станеме, добиеме соопштение од сите македонски општини во кои што албанци се градоначалници и го контролираат Советот, дека откажуваат послушност на централната власт поради некоја банална причина, ќе измислат нешто. Или ќе кажат, затоа што вие не можете да го решите проблемот со името, ние откажуваме послушност на централната власт. Ама не сакаме да се отцепиме од Македонија. Ние многу ја сакаме Македонија. Ние сакаме меѓуетнички мир, соживот, ние сакаме Македонија во НАТО, те цело време тоа го зборуват. За колку време прогнозирате дека ќе се случи тоа отцепување? Ако граѓаните ни дадат поддршка како што ние очекуваме, тоа никогаш нема да се случи. Ние тоа ќе го пресечеме. Бидејќи до некаде треба да се користи политика, треба да се бара разбирање, но до некаде доаѓаме до една точка кога повеќе не смееме да дозволуваме, не се повторува косовско сценарио. Ако некому сте кажале пред 20-30 години дека Косово ќе биде држава, немало да ви верува, но денес еве колку години Косово е суверена држава. Албанците имаат две држави, работат на создавање на третата. Може ли се нови прекројувања на границите на Балканот без војна? Се е можно, но многу тешко, бидејќи сепак меѓународната заедница мислам дека ќе спречи такви работи. Македонија со една нога веќе е во НАТО, Грција е во НАТО, Бугарија е во НАТО, еве и Србија се придвижува на тој пат. Значи, со влегувањето во НАТО, таквата можност за прекројување на граници се исклучува, но проблемот е што доколку овој дел од Северозападна Македонија е во наша граница, а ние немаме контрола врз него, исто како да не е наш. Јас ќе укажам на една многу интересна теза. Пред 7-8 дена беше светски ден на водите, не знам дали тоа го забележавте, на вода за пиење. Прогнозите се дека за 20 на години, мислам и за помалку дека ќе во светот ќе има војни за вода, дека ќе немат вода за пиење. Ајде да погледнеме овој албански екстремизам кои македонски територии ги загрозува. Струга контролира минимум 1/3 од Охридското крајбрежје. Од Охрид водата безмалку може да се пие, то толку е чиста. Понатаму, ако одеме Шпилја, Дебарско езеро, значи ние овде имаме две езера, едното кој што исто така водата безмалку може да се пие. Знаете, Радека, дека буквално водата од река може директно да се пие. Потоа Мавровското езеро исто спаѓа во тој дел од загрозениот дел на Северозападна Македонија,
кои што се полни со шарските и коробските води. Значи сите овие, ако продолжиме уште северно, Вруток, изворот на Вардар, па завршувајќи до Липковските езера, двете Липковски езера, да ги потсетам вашите гледачи што се случи во Куманово со затварање на 2 вентили. Замислете ние оваа територија да немаме контрола. Значи ние губиме прво пивката вода. Иако за мене и да е пуста земја како што е околината на Штип, Криволак, Пенуш, од каде што јас потекнувам од Штип, јас не би дал ни педа од таа исушена македонска земја, да не зборуваме за оваа другата. Ево да има малку геополитички да го поставам прашањето, да не е премногу лаички, но загрозен ли е со тие процеси територијалниот интегритет на државата и да не одам подалеку меѓународно-правниот субјективитет? За жал да. За жал Македонија се наоѓа во сериозна опасност. Јас сум зачуден од пасивноста на државните служби, од нивната нереакција. Ако ние ги гледаме ваквите напади на големо албанскиот екстремизам, изолирано, тие сами за себе не се страшни. Запалиле македонско знаме. Тоа е страшно само за себе, ама не толку, но ќе видите, денес уништиле православни гробишта во Тетовско. Наводно си играле деца, ама децата биле мали, не разбирале од гробишта и си играле во гробишта, играјќи си скршеле надгробни плочи тешки по 100-200 килограми. Некои силни деца. Наредниот ден во Гостивар запалиле знаме. Третиот ден со нож нападнале македонец во автобус. Четвртиот ден се случува нешто друго. Петиот ден ставиле на домот на културата во Тетово знаме од 50 метри или 100 метри должина. Тоа иритира. Која е целта на ставање на толкова огромно знаме? Тоа е, не знам кој збор да го употребам, кој би бил соодветен. Оно што се случуваше за прославата на денот на албанското знаме, па цела северозападна Македонија, за жал и цело Скопје беше преплавено со црвени албански знамења со двоглави орли. Кај замислете дали албанците во Грција смеат да мафтат со такви знамења? Дали нашите македонци кои што во голем број живеат во Егејска Македонија, кој што е окупирана 13-та година, дали македонците таму смеат да мафтат со македонско знаме? Па грците не натераа да го промениме и нашето знаме. А да не зборуваме оно што се случува во Македонија, јас мислам дека Зашто меѓународната заедница нема понос на овие случувања? Помогни си сам ако сакаш да ти помогнам. А што правиме ние за тие да ни помогнат? Што прави Али Ахмети во Брисел, да речеме, периодов? Работи на обезличување на македонскиот народ. Се обидува да помогне во процесот на промена на име и односно се обидува да не принудат нас македонците сами да си го смениме името. Можно ли е задржување на уставното име? Можно е. Како? Затоа ќе ви кажам во наредната емисија, бидејќи на вистина има една многу интересна теорија во која што јас верувам, но е обемна и емисијата ви е при крај, ќе немам доволно време. Да. Бидејќи при крај ќе завршам со вашата кандидатура за председател која е веќе известна уште од сега. Па не би рекол дека известна. Во овој момент ние сме тројца сериозни кандидати од достоинство. Ние нема да настапиме како независни кандидати, туку како кандидати на достоинство. Едниот сум јас како председател на достоинство, другиот е полковникот, пензионираниот полковник Благоја Марковски, кој што сите граѓани го знаат како потпорол на Арама во 2001 година, кој што е подпредседател во достоинство, и уште еден, да го кажам, граѓанин кој што е цивилно лице. И ние правиме анализи, неколку анкети, веќе ви кажав дека една е завршена, другата ќе биде овие денови, и од нас тројцата ќе сврлиме еден кандидат на наредните председателски избори. Од кого очекувате гласови? Ќе играте ли на карта на национализам, патриотизам? Прво, ние како политичка партија ќе бидеме конструктивна опозиција. Нам ни е смачено од она што се случува во Македонија. Не, зборуваме за председателските избори. Однапред сте лишени од албанските гласови, доколку дојдете во втор круг. Зарем, јас мислам дека македонци има повеќе од албанци. Зарем некој добри избори без албанските гласови? Ние ќе бидеме први кои што тоа ќе го направиме. Благодарам за гостувањето во Версус. Благодарам. Версус со Горан Лалов.